Великден да ни донесе љубов, надеж и сила, да бидеме помудри, похумани, обединети. Државно-политичкиот врв го честиташе најголемиот христијански празник. Посакуваат сплотени и солидарни, да ги надминеме искушенијата, да ја негуваме духовноста, а светлината на воскресението да биде водилка во напорите за изградба на праведно и хумано општество. Претседателката Гордана Силјановска-Давкова порача дека Христовото воскресение, како темел на христијанската вера, веќе 2 милениума е символ на животот. Фактот што оваа година сите христијани го слават Великден на ист ден, нека биде поттик за уште поголема сплотеност и заедништво и кај нас и во светот. За време на Великденскиот пост ја доживеавме една од најтрагичните случаи во поновата историја на нашата татковина. Искрено се надевам дека овој Великден ќе ни донесе утеха, надеж и сила, обединети, солидарни и посветени да ги надминеме сите искушенија. Воскресението на нашиот Спасител е вечен символ на победата на животот над смртта, на светлината над темнината, порача премиерот Христијан Мицкоски. Живееме во тешки времења на предизвици и искушенија и сум целосно свесен дека многу наши граѓани ги мачат истите проблеми и грижи. Сакам да биде подвлечено дека ние сите заедно мора да работиме за напредокот и благосостојбата на секој еден човек. И тој па да обезбедиме иднина не е воопшто лесен, но јас сум цврсто и непоколебливо решен заедно да го изодиме до целта. Председателот на Собранието Гаши порача дека нивна должност е да се изградат мостови на разбирање, хармонија и мир. Великденската порака е порака на надеж и обнова. Овој значаен празник е можност повторно да се подсетиме дека заедничките вредности како што се меѓусебното почитување, солидарноста и човечката добрина се суштински за напредокот на секое општество. Символиката на Великден која слави победата на животот над смртта, носи силна порака за важноста на меѓусебното почитување и грижа. Председателот на СДСМ Венко Филипче вели дека токму овие вредности се основата за создавање на подобро општество, преку добри дела и посветеност. Великден е празник кој ни дава сила и носи надеж за нови и подобри почетоци, за справување со предизвиците. Секој од нас во себе има сила да придонесе да ја направи оваа земја подобра, а заедно можеме да постигнеме многу. На овој голем празник да имаме мир и спокој во душите, а добрината и мудроста да бидат нашиот патокас кон подобра иднина. Дуи им посака на сите христијани благословен празник, исполнет со духовна радост, здравје и хармонија во семејствата. Од пред соборниот храм, честитка упати и вице-премиерот Љупчо Димовски. Суштината на овој празник е љубовта и надежта, тоа е она што нам навистина во овие времења особено ни е потребно, особено единството како што сега во храмот на Светата литургија го имавме можност да го видиме. Министерката за финансии пак Великден го прославува во Чикаго, заедно со македонската дијаспора. Вербата во Бога нека биде единствена водилка по нашиот животен пат, а нашите мисли нека создаваат само добри дела, порача Гордана Димитриевска-Кочовска.